Програмата за управување со пожари на ниво напреден во Западен Балкан е програма финансирана од Швајцарската агенција за поддршка и развој, координирана од страна на Фармахен Скопје, со советодавна поддршка од Хелветес од Швајцарија. Станува збор за програма која што е регионална, ги вклучува земјите од Западен Балкан, односно Македонија, Србија, Косово, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Како програма главен фокус е ставен на превенцијата, односно преку оваа програма се цели да се направи преминот од традиционалното управување со пожари во супресија, во превенција, односно првично се базира на три основни цели, тоа е градење на капацитетите, градење на соработка меѓуинституционална и градење на ресурси со кои што би се управувало со пожарите. Имам многу ризици од настанување на пожар на отворен простор, имајќи предвид што е распространета на големи површини. Зафаќаме и рамничарски, и ридско-планински, и планински предели, каде што потенцијалните опасности од пожари се огромни. Токму заради тоа се трудиме да направиме нешто повеќе во насока на заштита на општината, односно на ресурсите кои што ги имаме, со низа на мерки, пред се едукативни, а исто така и практични, а се со цел да превенираме во заштитата од потенцијалните пожари. Во општина Новаци жителите се занимаваат со земјоделие и органското ѓубриво прикажува опасност за пожари. Претежно треба да се внимава на тоа кога е суво органското ѓубриво. Станува збор за регионален пристап во управувањето со пожарите, каде што главен фокус е превенцијата. Проект кој што е имплементиран од страна на Центарот за ресурси во животна средина, поддржан од општина Новаци. Станува збор за еден од трите проекти на национално ниво кои што се имплементираат активно во Македонија и постои уште еден дополнителен проект финансиран од програмата, односно меѓуграничен проект меѓу Македонија и Албанија. Правиме напори да ги мотивираме нашите жители за како да бидат внимателни во начинот на управување со пожарите. Пред се зборуваме за земјоделците и во минатото, како и сега, многу често се случувало да ги палат стрништата или вегетативните остатоци од земјоделските површини. Со самото палење влијаат на екосистемот во деградација на почвата. Ги применуваат веќе и едукативните и мерките кои што ги нудиме заедно со сите вас, се со цел да внимаваат, особено во летните месеци, кога температурите се високи, кога потенцијалот за запалување на земјоделските остатоци или на шумите или на пасиштата се огромни. Правиме разни мерки за да тоа го пренесеме кај нашите луѓе. Денешниот ден, односно втори ден од обуката за превенцијата и тактиката на пожари на отворен простор во општина Новаци, искористивме на исклучиво на земјоделско земјиште, значи стрниште, каде што се прикажени се целокупната опрема и средства кои што се користат за пожари на отворен простор. Беа применети сите средства за опрема кои што се употребуваат во заштитата на пожари на отворен простор, како и на кој начин делуваат и како се понашаат во случај на пожар. Ту учествува граѓаните од општина Новаци и Сдружение на граѓани исто така од самата општина Новаци.
во рамките на овој проект засадуваме еден заштитен појас со околу 1200 растенија на дел каде што има голем потенцијал за предизвикување на пожари и мислам дека со овој зелен појас кој што ќе биде еден вид на бариера од потенцијални пожари, се надевам дека ќе биде еден чекор напред во заштитата и управувањето со пожари. Сите овие активности одлично се вклопуваат во стратегијата за управување со пожари, имајќи предвид дека во минатите неколку месеци активно работевме заедно со вас и со земјоделците да и практично и теоретски ги едуцираме во насоката на заштита од евентуални пожари кои што ги би настанале на отворено, на земјоделските посеви или на отворено било каде, во шумите, во пасиштата и така натаму. Програмата е концепирана во две фази. Ние сме во четврта година од самиот почеток, односно во првата фаза, дополнителна е втората фаза. Резултати добиени во првата фаза, конкретно за Македонија, се национална мрежа за управување со пожари на ниво на предел во Македонија, вклучување на сите институции, тела, невладени организации, агенции, јавни предпријатија кои што се на еден и на друг начин поврзани со управувањето со пожарите на ниво на предел. Главни резултати се националната мрежа формирана за управување со пожари на ниво на предел. Изготвивме национален извештај за управување со пожарите на ниво на предел во Македонија. Изготвена е гап анализа или недостатоци на системот за управување со пожари во Македонија. Изготвена е препораки документ за подобрување на самиот систем на управување со пожари на ниво на предел во Македонија и како последен резултат што го добивме е стратегија за адаптивно управување со пожарите на ниво на предел во Македонија, како стратешки документ кој што веруваме дека ќе служи на владата за идните мерки и политики кои што ќе ги водат во периодот кој што следува.